на Канал 8, добро дојдовте. Во комуналното предпријатие Водовод почна со работа нов центар за односи со корисниците, што е дел од проектот за третман на отпадните води, подржан од Швајцарската конфедерација. На едно место граѓаните ќе можат да ги добијат сите услуги поврзани со плаќање на сметки, склучување договори и слични потреби. Во комуналното предпријатие Водовод е отворен центар за односи со корисници, како дел од компонентата за негов институционален развој. Отворањето на центарот е дел од реализацијата на проектот за третман на отпадните води, што финансиски е поддржан од владата на Швајцарија, од локалната самоуправа на Кочани, но и со сопствени средства на предпријатието. Преку овој центар, како што е замислен, значи целокупните поплаки, барања, жалби, склучување на договори за комунални услуги, склучување на договор за одложено плаќање да се спроведуваат преку овој центар на корисници. Со ова веќе нашите корисници нема да чекат предолги редови, нема да губат повеќе време во решавање на нивните проблеми во тој дел. За начинот и за функционирање на самиот центар, секако нашите корисници ќе бидат известени со флаери кои што ќе бидат доставени преку нашите инкасатори заедно со сметките за комуналните услуги. Од Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања изразија задоволство од досегашната успешна соработка со општина Кочани, како и со комуналното предпријатие Водовод. Добар и функционален однос со корисниците е од клучно значење. Со воспоставување на овој наш нов центар за односи со корисници, Водовод ја презеде врската за понатамошно подобрување на овој однос. Нови и подобрени услуги ќе бидат понудени на корисниците кои ќе ја поддржат финалната цел на Водовод, да обезбеди квалитетни и достапни услуги кои што ќе бидат одржливи. Граѓаните се свесни за поддршката која што ја дава Швајцарија за инфраструктурните инвестиции, посебно во областа на собирање и третман на отпадни води. Но исто така Водовод и неговиот персонал добиваше и се уште добива голема поддршка за уште поефикасно работење на истиот. Ние сме многу задоволни што можеме да видиме како Водовод во блиска соработка со општината добро ја користат оваа поддршка и работат напорно на подобрување на услугите за своите граѓани за животната средина. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев од име на граѓаните на општината упати благодарност за швајцарската поддршка во напредувањето на услугите и на односите во заедницата, како и за подобрувањето на работењето во јавното комунално предпријатие. Граѓаните од денеска ќе можат на едно место да ги поднесуваат своите барања и да ги добиваат одговорите. Меѓутоа исто така вредно е да напоменеме дека додека во тек е постапката за добивање на одговор на нивното барање, жалба или било кое друго барање, меѓувремено за текот на постапката ќе бидат информирани преку SMS пораки на нивните телефони, што значи дека граѓаните во секој момент ќе имаат информација во кој чекор е нивната постапка и секако ќе бидат информирани кога ќе биде завршена нивната постапка. Адаптацијата и опремувањето на просториите на Центарот за односи со корисниците, што се наоѓа во непосредна близина на управната зграда на Водовод, е сопствено учество на предпријатието во комплетирањето на проектот за собирање и пречистување на отпадните води во регионот. Успешно и без никакви проблеми помина полагањето и на третиот интерен предмет од државната матура во Кочани. На матурантите им преостанува полагање на уште еден интерен испит кој е закажан за 23 јуни. Паралелно течат и уписите во средно образование. Успешно спроведено полагањето на третиот предмет од државната матура. Станува збор за интерниот испит, бидејќи двата екстерни се веќе завршени, а на 23 јуни ќе следува полагањето на четвртиот и последен предмет од државната матура. На 23 јуни ќе се полага и вториот предмет за оние матуранти кои пријавиле завршен испит. Во Средното општинско училиште Гошо Викентиев најмногу пријавени матуранти има за предметот бизнис, а помалку за англиски и историја. Сите ученици кои пријавиле државна матура се јавија на полагањето. Нема заболени со COVID-19 или ученици во изолација, истакнаа од училиштето. 90 матуранти денес го полагаат третиот дел од државната матура. Тоа е општообразовен предмет. Од тие 90 матуранти, 80 полагаат предметот бизнис, 5 ученици полагаат англиски јазик и 5 ученици полагаат историја. Четвртиот дел од државната матура
ќе се одржи на 23 јуни во 10 часот, а во истиот термин ќе се одржи и полагањето за завршниот испит. Самото полагање се одвива според предвидените протоколи, значи учениците ги почитуваат сите пропишани правила и нема никакви проблеми во одвивањето на самиот испит. Полагањето го следеа атестатори и инспектори од Државниот испитен центар и од Бирото за развој на образованието. Со полагање државна матура им се овозможува право на средношколците кои имаат интерес да продолжат едукативно да се надградуваат, покрај на домашните да може да се запишат и на врвен универзитет во странство. Насекаде во светот за упис во високо се бара поседување на ваков документ кој значи формализација на средното образование. Пред полагањето од страна на Државниот испитен центар и Министерството за образование и наука беа усвоени сите неопходни протоколи, врз основа на кои матурата треба да се спроведе во услови на пандемија, а со цел да се заштити здравето на учениците, наставниците и сите учесници во процесот. Во училницата присутни се најмногу до 15 ученици, а некаде и помалку во зависност од просторните услови. Над 2000 тестатори во земјава се вакцинирани со 2 дози вакцина против COVID-19. Проектната задача се реализираше од 15 март до 30 април, а резултатите ќе бидат објавени во рок од 30 дена од вториот екстерен испит. Оние матуранти кои што нема да положат матура во јуни, ќе имаат втора можност во августовската сесија. Термините се 11 август за првиот и 13 август за вториот екстерен испит. Паралелно тече и третиот ден од првиот уписен рок на идните средношколци. Во Средното општинско училиште Гошови Кентиев досега за упис се пријавиле 135 ученици. По завршувањето на грејната сезона, граѓаните имаат потреба од чистење на оџаците и димоводните канали, за да се спречи опасноста од појава на пожари. Со оглед што во општината нема стручна служба, упатуваат апел за нејзино формирање или пак основање фирма што ќе дава такви услуги. Зачестените појави на самозапалување на оџаците и опасноста од пожари во текот на грејната сезона е причина граѓаните да бараат начин за нивно чистење. Сепак, реален проблем е тоа што тие ниту располагаат со соодветна опрема, ниту пак имаат искуство за ефикасно извршување на задачата. Дополнителна потешкотија имаат повозрасните граѓани, кои ни физички не можат да се качат на покривите од своите домови за да ги исчистат оџаците и димоводните канали. Во изминатиот период, лично, но и преку телефонски контакти до редакцијата на Канал 8, граѓани упатија апел да се основа приватна фирма или пак во локалната самоуправа да се размисли за оформување посебна служба што ќе дава услуги за чистење на оџаците. При тоа, оваа служба би можела да биде во состав на комуналното предпријатие Водовод, а надвор од сезоната за услугата, вработените би можеле да се ангажираат за други работни задачи. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Кочани пред секоја грејна сезона апелираат до граѓаните навремено да ги контролираат и да ги исчистат оџаците, за да се спречат пожари и поголеми штети на нивните домови. Сепак, успешноста на оваа обврска ќе биде далеку подобрена со служба што за соодветен финансиски надоместок ќе може да им дава услуги на корисниците. Од територијалната противпожарна единица потврдија дека во општината нема регистрирана стручна служба за чистење оџаци, но поединци за скромен финансиски надоместок ја обезбедуваат ваквата услуга, што не е доволно. Во текот на минатата година, противпожарната единица имала вкупно 348 излегувања на терен за гасење пожари и за технички интервенции. Од нив 10% биле за гаснење запалени оџаци. Од 16 јуни укинат е полицискиот час, а може да се организираат и свадби со над 100 гости, но најмногу 1000 присутни. Добрата вест од Европската Унија е пак дека Македонија е на листата на безбедни земји за патување, бидејќи Европската Унија ќе ги олесни ограничувањата за патувања од 8 земји, меѓу кои е и Македонија. Од ноќеска на полноќ е укинат полицискиот час на територијата на целата држава. Одлуката е донесена на 15 јуни и владата ја објави во службен весник пред полноќ, со што стапија на сила и другите мерки кои предвидуваат олеснување на рестрикциите поврзани со ширење на заразата со COVID-19.
Со последната владина одлука се укина ограничувањето на работното време на угостителските објекти, а се дозволи организирање прослави и концерти и настани на отворено со 50% од капацитетот на просторот и ограничен број на посетители до максимум 1000 посетители. Донесени се и измени на протоколот за свадби кој предвидуваше максималниот број на гости да изнесува не повеќе од 100, а веселбата требаше досега да се пријави во угостителската комора. За угостителските објекти сепак остана забраната за служење храна во затворениот дел од објектите. Донесен е заклучок да престане да важи обврската угостителскиот објект во кој има прослава да ја регистрира и пријави прославата во угостителската комора која води регистар на свадби, прослави и останати веселби. Мерките се донесени по препорака на Комисијата за заразни болести и главниот кризен штаб, кој проценија дека епидемиолошката состојба во земјава е подобрена. Друга добра вест е дека Европската Унија ќе ги олесни ограничувањата за патувања од 8 земји, меѓу кои е и Македонија. Патниците од САД, Албанија, Хонг-Конг, Либан, Макао, Македонија, Србија и Тајван треба полесно да влегуваат во Унијата. На 16 јуни се затвора јавниот повик за ваучери за одмор на работници со ниски приходи. Иако беше најавено дека ќе трае до 30 јуни, сепак, поради исполнување на бројот на пријавени, се затвора половина месец порано. Министерството за економија ги известува граѓаните дека заклучно со денешниот ден, 16 јуни, среда, се затвора јавниот повик за издавање на потврда ваучер за користење средства за организиран одмор на работници со ниски приходи, чии месечни примања во семејството не го надминуваат нето износот од 30.000 денари. Јавниот повик беше објавен на 8 јуни и со краен рок за аплицирање 30 јуни. За една недела од објавувањето на јавниот повик, во архивата на Министерството за економија се пристигнати над 2600 апликации, информираат од оваа институција. Појаснуваат дека оваа мерка е во рамки на програмата за домашен туризам за работници со ниски приходи 2021 и предвидува издавање на потврди ваучери за туризам во вредност од 12.000 денари за лица со ниски примања, за да истите ги користат во категоризираните угостителски објекти за сместување, хотели, лоцирани во туристичките центри во Република Северна Македонија, кои претходно се пријавени во Министерството за економија. Според јавниот повик, оваа година за реализација на оваа мерка се предвидени 15 милиони денари за вкупно 1250 ваучери. Следува информацијата од спортот. Извлечени се двојките за традиционалниот петровденски турнир во мал фудбал. Учествуваат 14 екипи кои, поделени во 4 групи, треба да го дадат победникот од финалниот надпревар што ќе се одигра на Петровден. На крајот од оваа работна недела почнуваат надпреварите од првото коло од Петровденскиот турнир во мал фудбал. Традиционално, по повод празникот на градот, турнирот го организира општина Кочани во соработка со Општинскиот фудбалски сојуз. Веќе се одржа ждрибувањето на екипите за распоредот по групи, а победниците од групите ќе играат за натамошен пласман. По минатогодишното одложување на манифестацијата поради пандемијата од COVID-19, годинова спортската манифестација ќе се одржи по 19-ти пат. За разлика од изминатите години, овој пат интересот за учество е далеку подобар и се пријавиле вкупно 14 екипи кои ќе се надпреваруваат во 4 групи. Надпреварите почнуваат в петок од 18 часот и ќе се играат на повеќенаменското спортско игралиште во дворот на гимназијата Љупчо Сантов. Се планира да има по 2 до 3 надпревари дневно додека трае разигрувањето по групи. Крајниот пласман на учесниците и победникот на турнирот ќе биде познат на 12 јули, токму на финалниот надпревар што ќе се игра на Петровден. За најдобрите учесници во екипна и поединечна конкуренција предвидени се награди. Победничката екипа ќе добие парична награда од 60.000 денари.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.